Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во последното издание на Митови и факти за оваа сезона. Ке правиме пауза за летниот период и јас се надевам дека повторно од септември во истиот термин и натаму ќе бидете на каналот на YouTube каналот на Слободен печат и повторно ќе уживате во гостите што јас се обидувам да ги донесам. А за ова последно издание имаме еден специјален гостин, јас така би го нарекол, тоа е професорот Јове Кекиновски. Добар ден. Добар ден, благодарам на оваа најава, посебно нели за епитетот специјален. Па е специјален се. Па добро, јас сум скромен човек во принцип, така да не сум научен на многу епитети. Меѓутоа во секој случај благодарам, ќе се обидеме да направиме една интересна емисија за гледачите, така да не биде нешто специјално, а да биде интересно. Професори има многу, ама малкумини од нив се разликуваат од другите. Тоа ми беше и поентата. И Јове Кекиновски е еден од тие кои што, да кажеме, секогаш знаеле да... Значи, ти си знаел секогаш да имаш свој став. Без разлика дали е тоа мејнстрим, без разлика дали е популарен, дали тоа ќе ти донесе проблеми во животот или нема да ти донесе проблеми во животот, секогаш си се бор за тоа што ти мислиш дека е исправно и точно. Па да, и мене ми е драго што најголем дел од граѓаните нели во нашата држава ме познаваат токму по тоа што сум принципелен и доследен на своите ставови. Јас честопати сум трпел ради одредени, да речам, последици заради тоа, меѓутоа не се жалам. Никогаш не сум се жалил, нема да се жалам. Меѓутоа сигурно дека сум трпел и сум добил многу пофалби, бидејќи многу работи јас не чекам некој друг да каже, него секогаш сум таков по природа човек кој што сака веднаш и сега да реагира на одредени случувања, ако е тоа убаво да го пофали, ако е тоа лошо сигурно да го искритикува. И при тоа сум бил доведен во ситуација да бидам третиран и тоа од моите, ако можам да речам, сопартијци како најголем непријател на државата, на партијата до тој степен од така да за жал, голем дел од нив денеска па ме тапкаат по рамето. Браво по рамење. Браво професор. Каков беше односот на уморот ДПМН во одредени моменти спрема тебе, Кекиновски? Ја мислам дека ниту еден член на СДСМ не бил толку критикуван како Јове Кекиновски од уморот ДПМН. Апсолутно, да, тоа е чиста висе и прав заклучок. Јас повеќе сум бил критикуван од ВМРО-вците, ако можам да ги наречем ВМРО-вци, бидејќи сите и Шуто и Рогато веќе нели стана ВМРО, меѓутоа од другиве сум прифатен таков како што сум. Да, нема љубов, но сепак има некој разбирање. Па има почет. Не треба љубов да има, треба да се почетуваме. Ние можеме да се кажеме се и се што меѓу себе, во граници на дозволеното, без навреди, без нели етикетирање непотребни, меѓутоа убаво е да го слушнете и нешто спротивно што можеби не се согласува со вас, меѓутоа зошто на тоа да реагирате агресивно, да реагирате некултурно. Јас сум таков човек кој што знае да ги сослушам, меѓутоа знае и да одговори и да држи до свој. Дури ако ми докажат нели со своите ставови дека е така, јас да ми да се повлечам, ќе речам извини, сум бил во грешка, меѓутоа сега за сега не се случило така. Нема грешка направена. Па мислам дека нема. Можеби малку сум избрзал во одредени проценти, меѓутоа генерално повеќе од 95, да не речам 98%, бидејќи јас водам и према реакциите кои што нели ги читам од време на време, значи генерално сум бил во вистинската насока. Обично тука на почетокот го прашуваме гостин од секоја епизода што прави во последно време, со што се занимава, кој е фокусот на неговиот интерес. Освен, предпоставувам, обврските на факултет. Да, па да, тие се тековни обврски, се течат. Нормално, јас постојано сум присутен во последно време, малку и повеќе присутен во јавноста со своји колумни, со своји видувања на работите. Големо задоволство ми причинува и мојата внука со која што слободното време секое слободно време го користам со нејзе и паралелно еве спремам 2 труда за 2 големи конгреси
Едниот е во Белград, а другиот ќе биде во Прага во месец септември. И истовремено се надевам некаде до 13 октомври да излезе второто изменето и дополнето издание на на мојата последна книга Современи политички системи и локална самуправа, која што ја пишувам 6-7 години, меѓутоа никако да ја допишам. Меѓутоа решив летово дека мора да завршам до крај, со тоа што би одел на едно издавање, во едно издавање да имам да одам со 2 книги, тоа е редов случај. Меѓутоа мислам ако не повеќе, бар ќе збогатам македонската научна мисла со уште некое дело. Ти не си еден од оние писатели кои имаат повеќе напишано од прочитано. Да не заборам. И многу време користам со хармониката во последниве години. Тоа сакам да со хармониката, во меѓувреме. Тоа гледаме видеа многу. Да, па ме исполнува, знаете, во паузите кога не работам вака во делот нели на науката и политиката, го користам секое слободно време и сега најверојатно првиот настап ќе ми биде на манифестацијата хармоники јавен настап после 27 години пауза и 4-5 години вежба, после отприлика 32 години, ќе се појавам на фестивалот Хармониките во Битола на 16 јули, каде што ќе имам едно 15-20 минутен настап со моите композиции во придружба на еден локален оркестар. Ќе си го дозволам тој луксус сега и тоа големо задоволство за мене ќе биде. Па тоа е изворедно. Навистина. Да, па се спремам и овие денови значи се свири многу. Утрово се слушам со организаторите и велам немојте да се обрукаме, ова ќе ми биде прв јавен настап. Јас сум спремен, бидете спремни и вие. Добро. Одлично. Спомна дека пишуваш колумни, баш твојата предпоследна колумна која беше објавена од медиумите, а се однесуваше на оној во наводници развод помеѓу Илон Маск и Доналд Трамп е непосредниот повод кој јас го искористив за да те поканам во овој подкаст и нели да разговараме за веројатно двајцата најпопуларни ликови на планетата Земја во моментов, а тоа е нели милиардерот, собственикот, основачот на Тесла Моторс и што уште не, Илон Маск или Елон Маск, небитно, и председателот на Соединените американски држави Доналд Трамп, и двајцата се многу нетипични луѓе за своите позиции што ги имаат. Не знаеш кој е политичар, кој е бизнисмен. Многу им се преплетуваат тие работи. Луѓе кои несомнено се историски личности. Јас не би им судал сега како ќе бидат запомнети во историјата, но од една броманса, значи од една речиси романтична врска која имаат двајцата, нормално во несексуална конотација, пред изборите и непосредно по изборите во Соединените американски држави, тие напрасно се испокара, потоа почнаа да се обвинуваат социјалните мрежи, на крај некако се смири топката, престанаа како се игнорираат, но не станува збор за некакво смирување. Што се случи тоа во Соединените американски држави? Па, и јас, она што се случи, и јас, како и вас, го гледам преку медиумите, преку сите медиуми кои што овие напишана теза зашо е тоа. Да, и гледајќи го тој судир, тој јас помеѓу едниот и другиот, кој што не почна во тој момент, туку на сето тоа имаше одредени нели претходни несогласувања помеѓу нив двајцата околу поставувањето на прв човек на НАСА, каде што Илон Маск сакал да постави свој човек. Понатаму нешто во меѓу редови прочитавме дека се степале со министерот за финансии, така да тоа несогласување да кулминира во јавноста со изгласување на буџетот во кој што тој вели Маск го критикуваше сериозно, употреби некои грди етикети за начинот на кој што е, односно за висината, сметајќи дека тој ќе произведе голема дубиоза, односно ќе предизвика големи последици
ќе предизвика буџетски дефицит, нели, начинот на кој што е планиран. Тој дури вели и банкрот на некој место. Да, на некој име. И со тоа што излезе во јавноста, нели, меѓусебните напади, кулминира, иако се обидува да ги заташкат, меѓутоа јас лично сум убеден дека нема туку така да се помират. Допрва ќе се разгорува, ако можам да речам, таа војна. Значи, ова не е судир на две обични личности, не е лична драма од една страна, а од друга страна би рекол дека се работи за судир на две високо профилирани, меѓутоа и високо поларизирани личности. Едниот типичен представник на тој политички национализам или конзервативизам, а другиот типичен представник на тој, би рекол, технолошки глобализам. И очигледно дека тие не функционираат. Трамп очигледно се држи до старите конзервативни вредности, додека овој се обидува да внесе што е можно повеќе технолошки изуми, поготово во политиката и во функционирањето на државата. Да не се разбереме погрешно, не значи дека технологијата не била присутна од самиот почеток на човештвото и на развој, нели, на науката и технологијата, сигурно дека била присутна, придонесувала за развој и ја преобликувала или ја обликувала, да речеме, демократијата, демократските процеси и така натаму, така да и во овој случај со едно позасилено темпо сигурно ќе се случува се поголем пробив на технологијата во делот на политиката, и јас тоа во колумната го нареков технополитички судир. Меѓутоа, едно би сакал да укажам дека оваа колумна нема за цел да со сигурност тврди нешто што би се случило во иднина, туку има за цел да повеќе отвори простор за една дискусија, за едно размислување, докаде може да оди технологијата во политиката, колку е таа потребна и што би можело да се случи кога старото и новото ќе се судрат, кој би бил евентуално победникот. Па тука правам едно футуристичко сценарио во неколку фази. Во првите фази, нели, во таа колумна го опишав тој судирот, причините за самиот судир и едноставно она што Мас го направи како успех, кое што на почеток беше фалено, ќе испадне дека со тек на време овие конзервативни структури ќе сакаат да го забошат. Од пример, тој влезе во Министерството за, само да прочитам како за владина ефикасност или ДОЧ, како го нарекуваат, ДОЧ. Меѓутоа, тоа не е класично министерство. Тоа е, бидејќи тоа не е формирано со акт на Конгресот, туку се работи за едно советодавно тело, кое што е формирано со извршните уредби на Трамп, па беше критикуван наводно за висока плата, па излегува од кабинетот на председателот Трамп дека тој го работи тоа на волонтерска основа, па се зборува за големи успеси во делот на скратување на администрацијата, непотребните трошоци. Тоа всушност и му е суштината, целта на таа позиција на која што е поставен, меѓутоа очигледно демократите не се согласуваат со тоа, меѓутоа на тоа се спротивставија и голем дел од синдикатите, бидејќи тој во своите заложби во што е можно повеќе внесување на технологијата, технолошките процеси, настојува да ја избори таа борба со администрацијата, со бирократијата, како што има кажано во еден период, вели, мојата цел е да се борам со тиранијата на администрацијата. И тој има одредени успеси, меѓутоа еве и судството му забрани неколку негови постапки кои што ги покрена во делот на намалување на администрацијата, во делот на добивање податоци од трезорот, чинам дека така беше, така да тој судир полека тлел, меѓутоа кулминира во токму со тие објави кои што едниот и другиот ги дадоа. И на некој начин сметам дека понатаму, иако има затише, понатаму сигурно дека ќе дојде до едно заострување на односите, па можеби ќе се случи неговата платформа, тој направен една платформа, новата парадигма на Америка, ќе се обиде можеби
Тоа не е политичка партија, не е политичко движење, можеби тоа е една мрежна структура. На Твитер пиша време е за нова политичка партија. Да, пиша, нема да формира, има и пари, имаше има и некое извинување. Па јас мислам во таа насока, моите предвидувања се дека ќе оди во таа насока, можеби било тоа некое либертаријанско современо воморовистинска клима. Па ќе има нешто, тоа сериозен удар ќе биде за десницата, за републиканците, кои што ќе се поделат на технополитиканти, ако можам така да речем. И мага. И конзервативци, така, или луѓе кои што ќе останат нели на страната на Трамп. Тоа е една футуристичка либертаријанска дигитална платформа која што ќе ја користи нели таа мрежна структура, ќе ги користи линковите нели на неговите сателити, таа и сега користи нели таа блокчейн, гласење и така натаму, што значи дека може да бидеме во ситуација да се соочиме со нов вординг, да речеме, во политиката, во смисла да говориме за дигитален суверенитет, за техноетика, можеме да говориме. Понатаму можеме да говориме за автономна инфраструктура и така натаму. Јас не ги познам доволно сите термини, меѓутоа логиката ме наведува дека сигурно тој вординг ќе биде и едноставно таа представничка. Која не може својот суверенитет 30 години да си го гарантира, тешко и е. Порам за Македонија, нели? Се разбира, ово со дигиталниот суверенитет многу би изгледа напредно. Па знаете што, јас мислам натаму оди ова представничката демократија ќе биде претворена во некоја можеби дигитална алгоритмска колективна интелигенција, не знам јас сега точно како. Наместо лидери, мислам дека можеме да дојдеме во блиско време, бидејќи техниката оди многу напред, да управуваме со алгоритми. Наместо конгреси да имаме дигитални хабови и така натаму, бидејќи Маск се покажа сериозен во своите намери и досега, нели, како водечка личност во тој сегмент, тој уште на времето лансираше тоа SpaceX, прва ракета која што носеше и враќаше нели луѓе, понатаму неговите предвидувања дека до 2040 и некоја година дека ќе имаме колонија од некаде, не ме држате збор, 40 или 80.000 луѓе на Марс. И така да многу работи кои што ни изгледа утопистички, гледаме дека тој ги реализира со едно забрзано темпо и чинам дека нема тој тука да застане, туку ќе оди се понапред и оттаму е сосема логички да размислуваме во насока дека тој ќе се обидува да им конкурира на политичките сили, бидејќи очигледно и него не му одговара стагнација во начинот на функционирање на бирократијата, сите тие бирократски процедури кои што го отежнуваат работењето не само негово, туку и на сите, ќе се обиде да внесе нови импулси, нова енергија, нови сили, нова технологија и мислам ќе биде успешен, па дури и можеби во таа трета фаза и да се појави на следните избори, дали тоа ќе бидат за Конгресот, односно представничкиот или горниот дом, па може да се случи да говориме и за некоја трипартитна демократија во Соединените Американски држави, а можно е понатаму во поблиски иднина да говориме и внесување некои конфедерални елементи во федералниот буџет, бидејќи гледате се повеќе постојат несогласувања помеѓу Трамп и помеѓу гувернерите на државите. Ова што ни се случува сега, што се случува во Калифорнија, нели Тексас, одамна говори за некоја автономија, така да се е можно во наредните 20 на годините, така. Па да, ама некако и работите туку брзо се случуваат во последно време, 20 години може и на некого и да му се чини во моментов и предолго време за тие промени да настанат. Ово само ќе да дополнам само да се разбереме, тука не е само Маск. Јас мислам дека тој сакав да кажам дека тука една клучна личност е Питер Тил. Да, има и други личности кои што ќе појдат можеби во оваа насока и кои што едноставно ќе ги пореметат конците, ќе си го бараат местото под сонцето во делот на политиката и во делот на управување со државата. Маск е најпопуларен од редот на тие магнати. Во колумната пишав, можно
можно е да се случи да имаме некоја конфедерална технодемократија. Едно предвидување, да речеме, тока е 2040 година. Меѓутоа, така е, тоа е едно мое размислување чисто. Би бил навистина среќен доколку натаму одат работите, меѓутоа не можеме со голема сигурност да предвидуваме, далеку сум јас од сето тоа. Меѓутоа, одредени елементи мислам дека ќе се на место поставени и погодени. Ето. Ова ќе си стојава на интернет за 20 години, ќе може да се погледне кој бил во право, кој не. Кекеновски не е само Маск кој полека како да ја раскинува соработката со Доналд Трамп. Тулси Габард, значи таа е директорка на сите, ги надгледува сите, работата на сите разузнавачки агенции на Соединените американски држави, како да веќе да е тешка таа позиција во светло на можната војна со Иран. Таа јавно потврди, сведочеше пред Конгресот дека Иран нема нуклеарно оружје, нема развиено нуклеарно оружје, а сепак тоа како да е контраплановите на Израел, на израелското лоби, на еврејското лоби во Соединените американски држави да ги вовлечат Соединените американски држави во нова блискоисточна авантура која овој пат би значила или некаков воздушен напад врз Иран, а може би и копнена инвазија. Моментов не знае. Па да, јас бев прилично изненаден од незината изјава и мислам дека врз основа на незината изјава Конгресот усвои резолуција на двата дома со која што му забрани на Трамп да наредува воздушни напади на Иран без одобрение од Конгресот. Бидејќи неговата риторика навистина беше застрашувачка, кога во последната или предпоследната изјава јасно кажа спремајте се во таа насока за воздушни напади. Безусловна капитулација бараше. Не ги знаеме тие релации помеѓу Израел и помеѓу Соединените американски држави, бидејќи Соединените американски држави преговараа околу нуклеарната програма со Иран и одеднаш се случија овие напади и од една и од друга страна. Добро, прв напад на Израел сега. Прво напад на израелците, па овие возвратија. После подолго време возвратија, сигурно. Предпоставувам дека Израел тоа нема да го прави без да добие согласност од Соединените американски држави. Тешко е за верување. Може би е маша во оваа ситуација заради следување на состојбите, меѓутоа чинам дека сите овие колку е една недела, тоа меѓусебно 5 дена, 6 дена колку траа тие меѓусебно бомбардирање, колку трае тоа меѓусебно бомбардирање, ценам дека во наредните денови ќе дојде до смирување на ситуацијата. Еве гледате дека и пред некој ден го слушаме Трамп како даде една изјава така восхитен од тоа што му се понудил Путин да средува состојбата со Иран и мислам дека тука ќе има сериозен притисок. Нема да биде тоа нешто, предпоставуваш, нема да биде Ирак. Не, сигурно нема да биде, меѓутоа мислам дека за прво време најбитно е да дојде до стопирање на тие бомбардирања и понатаму да се течат преговорите во насока во како да се изненадија и американците и целиот западен свет од моќта на Иран, од нивните ракети. Да, јас го имам тоа чувство дека покажа голема сила, многу ракети одеднаш. Бидејќи до сега тој, како ги нарекуваат тие стаклени кули што ги нарекуваат, железни кули, чадор кој како што го нарекуваат, се покажа неуспешен како скинат чадор, пробушен чадор, каде што му тече од сите страни. Бомбардира сериозни воени цели кои што требале да бидат под сериозна заштита. Така да навистина изненадија и мислам дека тоа внесе одреден немир. Како ќе биде понатаму, било најдобро да се стиши, јас најавам да се стиши. Мислам дека и натаму целиот свет ќе настојува, бидејќи имаме едно жариште кое што уште не последниве 4-5 години колку трае сударот помеѓу Украина и Русија, нели специјалната операција на Русија во Украина, да дојде до проширување на скоро година и нешто, 2 години да не трае
инвазијата на Израел врз тој дел, нели, од Северна Африка, од околните држави, Сирија, Бејрут и така натаму сите тие Газа. Газа комплетно, така да редно е сега да преобладува разумот и да секој си ги најде, нели, своите интереси и да се стиша сето тоа. Да се надеваме на успех во тие тајни преговори кои што верувам дека траат Очигледно дека се, да, но Трамп некако е непредвидлив. Како понекогаш се избрзува со преговорите, па некогаш дури велат и немам никаква врска со воспоставувањето на примирие помеѓу Пакистан и Индија, тој се пофали дека тој ги смирил за наредниот ден. Премиерот на Индија моди каже не, нема врска, ние си се слушнавме, се договоривме. Да. Па мислам, знаете, тој во одредени ситуации сака да биде интересен и кажува повеќе него што треба и очигледно откако ќе стане свесен па се повлекува, еве гледате што се случи на неколку наврати, ги покачуваше, па ќе ги симнеше, па преговара со кинезите и со другите држави. Впрочем, и со Канада што се случи, па за да... Ќе освојуваше Канада. Ќе освојуваше Канада, да. Сакаше да ја зима, нели? Да. Аљаска да... Гренланд. Гренланд да го земе, да. Гренланд да го земе и така да... Не знам, многу работи кај него излегуваат така на брзина, меѓутоа тоа е очигледно као дел од неговата стратегија. Нема преседан за него. Да. Не, тој е единствен таков. Ја не знам друг човек да бил така слободен. Па сите што ги гледаме, сите се одмерени во своите изјави, ги мерат едноставно зборовите што ќе кажат, со каква тежина се обидува да го кажат најтешкото на еден модифициран, со еден субтилен, со еден дипломатски речник, како што ќе му патне на ум, тоа го кажува. Така да, тоа е тој, ние мислам дека го навикнавме како... Не, многу забавно. Сега зборувам забавно од новинарска гледна точка, секојаш има што да се најде кај него, сега не знам тоа колку е добро за водење на држава и така, не би навлегувал во тоа. Тоа што исто беше интересно пред некој ден беше на самитот на Г7, тој брзо го напушти самитот, веројатно не го поднесува тој најдобро тоа друштво на дипломати, луѓе кои зборуваат одмерено. И имаше една изјава од Емануел Макрон, претседателот на Франција, дека Трамп го напуштил самитот за да изнајде мировно решение за решавање на израелско-иранскиот конфликт. И тој после му врати преку социјални мрежи како Макрон намерно или не намерно секогаш ја говори невистината. Да, и дека тој не барал мировно решение, туку тој гледа како да најде воено решение за ситуацијата. Така една неуместна, недипломатска нота од Па тој, мислам, тој се наметна како доминантен лидер на самиот почеток, на самиот старт. Гледате како ретерира сите европски лидери, Европската унија стана буквално маргинална на некој начин во однос на Соединетите американски држави, инаку сето претходно сите случувања ги диктираше Европската унија во додека беа претходните председатели. Многу случувања, па дури и самата политика на НАТО алијансата генерално се диктираше, мислам дека мислам дека се диктираше во голем степен, меѓутоа очигледно нели Трамп не сака повеќе парите на граѓаните на Соединетите американски држави да одат за други цели, туку едноставно повеќе сака да ги насочи во реализација на својата цел, да ја направи повторна Америка силна, повторна Америка да ја направи голема, и со самиот негов агресивен настап на почетокот тој едноставно ги стиша и германскиот канцелар и британскиот нели премиер. Макрон исто така имаше неколку средби со него, меѓутоа тој мислам дека го гледа како едно мало дете и со него може да си дозволи дури и вакви разговори, вакви опаски, нели како што меѓутоа не сум сигурен дека така разговара и со Путин. Па не. На еден таков, со еден таков тон. Премногу големо почитување има за Владимир Путин, има и за Си Џинпинг огромно. Така. Он веројатно сака мокни луѓе кои што имаат голема власт, кои располагаат. Па најверојатно, бидејќи
јас сум сигурен дека тој однос и тој вокабулар не го практикува кога е со другите. Видете го како реагираше со Зеленски, нели, во неговолната соба. Од друга страна, ајде да се вратиме на назад, како српскиот председател и косовскиот премиер беа ставени како мали деца на столчиња. Очигледно ја покажува својата доминација, својата сила. Меѓутоа, знае до кај може да оди со таа и со кого на таков начин да комуницира и да разговара. Сега, значи, ај сега моце да го локализираме муабетот. Значи, ако Доналд Трамп вели ги почитувам Русија и Кина, веројатно уште некого го почитува, но тоа не е се. И Северна Кореја, сигурно. Да, тие што имаат нуклеарно оружје. Индија почитува. Индија, да. Така. Но нема голема почит за Европската Унија, за лидерите на Европската Унија, за администрацијата во Брисел, тоа мислам тие не ги множени со нула. И, значи, ако гледаме дека светот иде во една комбинација, нели, на некакви регионални големи сојузи во смисла, нели, на голема сцена се најавува мултиполаризмот како одговор на униполаризмот на светот, каде е тука Македонија? И припаѓа на Европската Унија или е некаде повторно во некоја чекална? Има ли смисла тоа сега? Не, ние и припаѓаме на Европската Унија, меѓутоа за жал 30 години, 31 години сме во чекалната сме цело време. Ние сме у ходникот таму. Кој знае, може би во претворба. Сакате кафе, дај, немаме кафе, ајде што вода ќе ви дајме. Па, навистина не знам каде, ние направивме сериозни отстапки со подпишувањето, нели, со подпишувањето, односно со избрзаниот преспански договор. Вечера имавме можност да слушнеме изјавата, нели, на тогашниот премиер Ципрас, кој што кажа, ако бевте малку потврди во преговорите, ние ќе моравме да ве признаеме. Може би не под чиста Република Македонија, меѓутоа немаше сигурно да бидеме Ше менуваме устав, лични карти, свидетелства. Да, сигурно ќе беше по договорот кој би го подпишале, ако би го подпишале подоста, сигурно ќе беше повеќе во интерес на нашата држава, отколку сите овие обврски кои што ги превзема Зоран Заев и неговата дружина, неговата тајфа во тој период. Така да, еве, уште еден доказ дека времето кое што го на времето, ако се сеќавате, Киро Глигоров, времето работи за нас, меѓутоа дојдовме во период дека од кога можеме да го решиме, џабе сме чекале од една страна, од друга страна, па и овој избрзан потез во овој период, значи ние никако да ја погодиме мерката кога можеме и кога треба да преговараме, а да не биде на наша собствена шеста, туку да добиеме некој повеќе, не велам кога се преговара дека нема компромиси, мора да има компромис, бидејќи не може да се дојде, нели, до усогласување, меѓутоа тој компромис да не биде секогаш на наша штета, а се потврдува историјата дека секогаш ние кога правиме некои договори, некако тоа се удира на грбот на нашите граѓани и по однос на... Дали беше исто и со потпишувањето на оној несреќен француски предлог кога, како да кажеме, нели, прво дојде предлогот, па кажа сите не чини, па после го прифати, добро, сменето, ништо не беше сменето, истиот предлог беше. Па Пендаровски, кога што се сеќавам, се пофали во јавност дека тој учествувал, му помагал на Макрон околу формулирањето на одредени одредени точки, нели, од самиот француски предлог, и тој помина така како што помина во собранието. Чинам дека 168 гласа, и знаете што е нелогично. Тој поминувал во собранието како предлог на ДУИ и на Социјалдемократскиот сојуз и го усвојува собранието и потоа го враќаат на седница на влада, па го усвојуваат на седница на влада. Што е обратен ред на работите. Генерално е кога се доаѓа еден предлог, без разлика од кои политички партии, го давате на владата, владата дава свое мислење и понатаму со тоа мислење оди на седница. А тоа беше обратно, А тоа е обратно некако. Обратно се случи, јас не знам како го право, очигледно. Во тие драматични денови многу се протестираше. Интенцијата била да се заштити владата, дека тоа го донело собранието. Да, и така
така и така, меѓутоа имаме ред на работите, имаме деловник за работа и на собранието и на владата, се знае како се усвојуваат меѓународните договори. Од друга страна, јас имав една колумна и пишав на тоа и мислам дека треба и сегашна влада да го постави прашањето дали Бујар Османи, кој што го подпиша вториот протокол, кој што е на голема штета, нели, на наша штета, и првиот протокол кој што го подпиша Димитров, дали имале експлицитно овластување од страна на владата. Тоа го пишувате во вашата колумна. Да, го пишував тоа и гледам дека уопште сега за сега никој не реагира, меѓутоа јас ќе се обидам, ќе бидам упорен кон владата да побара. Може ли на Уставен суд да се постави тоа прашање? Па, зашто да не може да се постави, бидејќи кога подпишувате договори, кога превземате обврски некои, не може вие да ги превземете како персона, како сам по свое убедување, мора да ве овласти владата. Јас тие може би го разгледувале на седница, меѓутоа сигурен сум дека не постои експлицитен заклучок за давање, овластување за во која насока може тој да ги да биде содржината на тие протоколи. Очигледно дека се работело на своја рака и Бујар Османи и владата со тие нејзини обиди да се заскрие за одредена персона, за одреден министер, направи голема штета со протоколите кои што сега се покажуваат дека се најголема кочница кон нашата евроатлантска интеграција. Сега, од нас се пора, нели, да направиме уште една отстапка така, за која вела дека е последна и дека не е во прашање идентитетот, јазикот, народот. А бугарите не велат дека е последна отстапка. Тие велат во секој момент. Тие велат во секој момент можеме. И со право тие можат во текот на преговорите на секој поглавје може да става. А во исто време додека нашите пријатели од Европа ни велат не, ова е готова, нели? Во исто време се случи во Европскиот парламент, нели, кога требаше да се изгласа резолуција на Европскиот парламент за македонскиот јазик и идентитет, се случи една блокада од бугарските европративници. Да, резолуцијата на Вајс. Да, така мислам. Така, да. Како ние тоа сега да го прифатиме, значи да преговараме со некој што не ќе да преговара? Буквално. Да, вчера имаше... Јас се викам Срđan Ивановиќ и треба да преговарам со вас, дали јас се викам Срđan Ивановиќ? Мислам, тоа е малку е... И што сум и како сум? Не, бугарските пратеници се многу агресивни во Европскиот парламент и видите со каква жестина тие го нападна предлагачот, нели, на извештајот за Република Македонија и дури агресивни кон него ја подигнаа целокупната европска јавност за да тој ги повлече, нели, сега кога треба на 24-ти, чинам дека треба да се разгледува во парламентарниот комитет, а понатаму и во Советот на Европа, и тие и понатаму ќе вршат притисок и на тоа има дадено сериозни некои амандмани, на кои што добро што вчера премиерот ги повика да ги откажат тие, односно да ги повлечат тие амандмани, бидејќи ако сакаме ние да преговараме, тогаш мораме заеднички да се договориме, а не вие да го рушите она што е напишано. Меѓутоа тие нема да прекинат, мислам дека не покажуваат добра волја, гледате како се однесува и нивниот председател Радев, впрочем и Радев отворено вели, вика. Да, впрочем и гледате односот со нашата, нели, председателка и таа кажа дека многу е тврд неговиот однос, така да како би преговарале со едни такви соседи кои што наводно не мислат добро. Со таа нивна шовинистичка, со таа нивна агресивна политика не виде на новија простор. Меѓутоа мене ме зачудува зошто Европа дозволува да нејзина членка не ги почитува основните нејзини вредности за која што таа се залага. И молчи пред сите овие напади, агресивни напади кои што ги прави Бугарија кон Македонија и македонскиот народ, и тие упорно пак повторно го негираат нашиот идентитет, нашиот јазик, се обидуваат да грабнат што е можно повеќе од нашата историја, да прикажат како нивна, не баре
не баре сме ние бугари, потомци на бугарите. И тоа е недозволиво и мислам дека ниту еден македонец, се сеќавате што зборуваше само Пендаровски, кој што рече раката да му се исучи, но некој што го промени, нели, името, меѓутоа тој истиот стави параф, нели, на промената на името, објавувајќи го, нели, објавувајќи, нели, уставните промени. Се надевам дека да имаме таква персона која во иднина би дозволила да дојдеме повторно во ситуација да бидеме понижени како народ во втората декада, во третата декада на 21. век. Значи, повторно прашувам, во една таква комплицирана ситуација, кога ние, нели, и да сакаме да влеземе во Европската унија, во моментов не можеме, и они да сакаат да не примат, нели, во моментов не можат, поради тие проблеми што ги имаме ние со соседот Бугарија, но... Не, мислам дека можат. Дали тоа вреди се уште да Сржан, ако се они достоинствени, ако се принципиелни, постојат резолуции кои што се усвоени од Советот на Европа и резолуции кои што се однесуваат на Македонија, на Црна Гора, каде што велат дека билатералните спорови не смеат да бидат предмет на не смеат да бидат пречка за членството. И тие се донесени 2018-2019 година. Ако се донесени, тие не смеат да водат двојна политика, да имаат двојни аршини, туку ќе се држат за истите тие резолуции, како што тоа го направија помеѓу Словенија и Хрватска, така да го направат и на овој начин. Ние споровите ќе си ги решаваме, меѓутоа постапката мора за членство да си продолжи, бидејќи ние вложивме и сериозни напори и имаме сериозен напредок за разлика од кога беа примени, да речеме, Румунија и Бугарија по однос на политички критериуми без исполнување на некакви услови, ние сме мрднати многу напред. Мислам дека целата регулатива не е усогласена со Европската унија. И ме чуди зошто досега не се отворени ниту едно поглавје, колку што имам ја информација во овој момент. Може да се течат тие преговори, само треба еден став да се тргнат и не знам кој би гласал против ако го постават тоа што тие резолуции, ако се повикаат на тие резолуции, која држава би ја поддржала во иднина Бугарија? Ако претходно си истите гласале за тие резолуции. Не би се кладал дека никој нема да ја поддржи. Не знам сега, јас ако ми текнува ние во една ситуација, ние ги отпочнавме преговорите бидејќи Албанија беше проблемот, па не можеа да не извадат од Албанија, тоа беше ставот на Емануел Макрон. Така да. Тоа беше непосредно по подпишувањето на Преспанскиот договор. Да, кога Макрон правеше Макрон правеше некои импровизации, Европа на 3, на 4 круга со внатрешни централен круг, втор и надворешен круг. И во тој период, нели, тој ги разбурка духовите на балканскиот, нели, на Балканов, на Западен Балкан, меѓутоа се ретирираше од сето тоа, ама на крај сепак Албанија продолжи понатаму, ние останавме, иако бевме далеку пред уште во Загреб, кога на времето премиерот Љупчо Георгиевски ја подпиша таа партнерство за мир, чинам дека и многу бевме понапред и од Хрватска. Асоциација стабилност како беа? Пактот за асоциација стабилност, така. Тоа беше многу одамна, чинам 2009-2010 година. Така. Уште претходно мислам дека беше. Кога дојдоа на власт, не знам, Љупчо Георгиев, 98-99, така. Тогаш беше постигнато, но потоа ке нас нели се случи една историја. Знам дека беше во Загреб и дека бевме први кои што подпишавме тој пакт. Ана Линд беше подписник, не се сеќам шведската министерка која потоа трагично загина во атентат во незината земја. Прашувам упорно и дали ќе добиам одговор. Значи, ако Европа станува едно изолирано второразредно место, дали исплати воопшто од наша гледна точка да се продолжи со европскиот пат? Ние немаме друга алтернатива во моментов и најголем дел, иако нели опаѓа поддршката за Европската унија како резултат на незината непринципиелност, недоследност, сепак ние треба да продолжиме на овој пат, бидејќи гледаме што се случува, бенефициите кои што ги добиваат членките на Европската унија се многу големи и сите отидоа напред, посебно во делот на
финансиските средства што ги добиваат за обнова нели на сообраќајните коридори и така натаму, поволните кредити. Во моментот навистина ние немаме некоја алтернатива и треба да се држиме до и понатаму нели упорно, меѓутоа не смета да ги прошируваме нашите соработки паралелно и со Соединените Американски држави, еве што и ова што се случи околу тој стратешки договор со Велика Британија која што добро е излегувањето. Мислам дека е добар чекор, бидејќи британците со излегувањето, нели со Брекзитот, излегувајќи од Европската унија, тие бараат валоризација на својата на својата политика, на нејзиното влијание на еден друг начин и очигледно одбрале преку билатерални договори да го прошируваат своето влијание онаму каде што Европа е, да речеме, помалку заинтересирана, како што е случајот со нас, меѓутоа чинам дека такви договори набрзо таа ќе случи и со други држави и ќе го проширува своето влијание, бидејќи сепак е таа голема сила која што има сериозно влијание, а впрочем таа била заинтересирана за овие простори уште и од давнина на почетокот на 20-тиот век. Ама никош не ги овладеала овие простори. Да, не ги владеала, меѓутоа секогаш имала аспирации. Уште тоа, ако ја гледаме картата на Британската империја, само ова делче не било. Непосредно, индиректно влијание секогаш. Имало индиректно влијание. Индиректно влијание и чинам дека службите нивни работат и сега и имаат сериозно влијание во одредени потези кои што се влечат без разлика дали нам ни одговара или не, меѓутоа мислам дека сериозно се присутни. Тара ирска поговорка, ако видиш тара ирска поговорка, видиш двајца соседи дека се во кавга, тоа значи дека сабајлето ги посетила Гличанец. Да. Добро, ајде тука некаде за крај, значи ако нели се уште треба да останеме на тој европски пат, бидејќи нема алтернатива во моментов. Како гледаме иднината на регионот? Може ли да се направи една предпоставка како тоа би изгледало во блиска иднина? Овој наш регион тука, кој е многу драматичен. Во последно време необичаено мирен. Да, тоа е добро. Меѓу другото, бидејќи тензиите кои што ги имаше на релација во моментов се спласнати помеѓу Косово и помеѓу Србија. Па и Република Српска е некако мислам дека придонесе меѓу другото и Западен Балкан, иако нели косовскиот премиер се спротивставуваше на иницијативата Западен Балкан. Отворен Балкан, да. Меѓутоа, улогата на Еди Рама и добрата соработка помеѓу Рама и Вучич придонесе, мислам дека меѓу другото и со отварањето. Тие сакат, не сакат, повторно ги отворија, гледате границите, ги минуваме, Балканот сега го минуваме, нели, со лични карти, без никаков проблем. Тоа е голем придонес, нели, на иницијативата Отворен Балкан. Би било добро да се продолжи и понатаму и затоа мора повеќе прагматизам да покаже Европската унија наспроти, нели, тврдоглавоста и упорноста на Бугарија, така да ако наскоро бидат примени Црна Гора, се поизвестно дека таа најбрзо ќе биде примена Албанија, ние доколку бидеме примени ќе останат, можеби евентуално ние со Србија да бидеме примени во некоја блиска иднина. Ако не се случи да Србија... Ако не, во ЕУ може СФР ќе не примаат со Србија заедно. Така да ќе останат само Босна и Херцеговина и Косово. Меѓутоа, во една таква констелација на односи, ако сите останат и влезат, чинам дека и нивното влегување од после би било добро за самата Европска унија и за нејзиното идно функционирање, нели, и влијание на овој дел од Европа, Јужна Европа, Југоисточна Европа, како ја нарекуваме. Има многу имиња, Западна, Јужна, па ќе стигнете до Северна Македонија. Југоисточна Европа и така натаму. Да, многу страни на светот има. Би било заокружена, нели, целиот балкански простор, би биле, значи, сите поранешни држави членки. Јас така би ја гледал, да речеме, наредни 15 на 20 на години. Сметам дека е реално време да сите
влеземе во тоа семејство, под услов, нели, да не се случи нешто внатре во самата Европа, бидејќи гледаме големи несогласувања, не само по однос на украинското прашање, и по однос на други прашања, бидејќи вишеградската група се повеќе се спојува, нели, Маđарска, Австрија, Словачка и така натаму. Ако останат тие на тие позиции да ги усогласат сегашните несогласувања, чинам дека наред сме ние после тоа како би можеле да се едноставно докомплетира до крај Европската унија. Јове Кикиновски, благодарам, мислам дека ги исцрпевме сите прашања за денеска. Доставаме нешто за наредниот пат. Па секогаш ќе има нови прашања, секако ќе излеземе, ќе има некој ново случување на кое што би можеле да одговориме така. Би се обидели уствари да имам уште 10 прашања да бидам фер и да бидам реален до крај, но нема исцрпување. Септември брзо ќе дојде, ќе почнеме со нов циклус, па и тогаш нешто да се праша, нешто ново. Тогаш може би е добро за гледача да говориме малку повеќе за музика, доста им е од политика доста им е од политика на граѓаниве и од разни аналитичари кои што кажуваат се и се што вклучувајќи ме, нели, и мене во тој контекст, така да може би е подобро да поразговараме за музиката, за има што и настап по Битола, па таман ќе зборуваме. Па може би во студио да засвириме малку, може, тоа јас многу би сакал. Да ги потсетиме граѓаните. Благодарам многу. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше и последната емисија од оваа сезона на Митови и факти. Се гледаме од септември. Пријатно.